Ставањето обетки на бебињата на Благовец и денес жива традиција. Уште рано наутро низ штипските дуќани се ставаше обетки кои според народните верувања се поставуваат за да дечињата немаат болки и рани во ушите. Најпрво родителите избираат обетки, потоа се одбележува местото и на крај поставувањето. Самите обетки се стерилизирани и истите немаат можност за инфицирање, доколку се ставаат онака како што треба. Традиција останата од времето дека на овој ден се ставаат обетки и веќе почнуваат доаѓаат родители со малите деца и почнавме со ставање на обетки на дечињата. Прво родителите одбираат обетки. Кој тип на обетки ги сакаат, дали во бела боја, дали со жолта боја и слично. Понатаму се обележува увото на детето каде точно треба да стои обетката и понатаму после треба точно да се стави обетката на местото кој што сме обележале, а не мора да се држи детето цврсто, убаво, за да не дојде до поместување, значи едната обетка да биде малку погоре, едната подолу. И самите обетки се спакувани на таков начин што тие не се допираат една со друга, си имат свое специјално пакување и има процедура како се ставаат обетките. Односно, кога се отвара ова пакување, пиштолчето си ја зема обетката од пакувањето, односно од пластиката и не се допира никако, значи обетката оди од овде од пластиката на самото пиштолче и од пиштолчето оди на увото на детето. Значи нити со пинцета, нити со рака, нити со ракавици, директно од пластиката на пиштолчето, од пиштолчето таму. Значи затоа е безбедно со истото пиштолче да се стават на 2 деца, на 3 деца, на 5 деца, бидејќи не се менува пиштолчето, него се менуваат обетките, не се става со исто обетки и не се пипат никако. После 6-тиот месец бебето е подготвено за да му се ставаат обетки, вели Гаврилов, додавајќи дека по ставањето некој период не треба истите да се менуваат. Барем од 6 месеци па нагоре, значи да биде оформена ресичката на увото на детето, за да како расте детето, така расте и самата ресичка на увото на детето. Од таа гледна точка подобро е да детето биде барем 6 месеца. Пожелно е обетките да се носат најмалку 1 месец, најмалку, може 2, 3, 5 месеца, колку повеќе се носат, толку е подобро. Нормално дечињата да не фаќат, за да не направат иритација. И после извесно време се вадат и обетки, се стават златни, сребрени, бижутерија какви имат, истиот ден. Значи истиот ден се вадат, истиот ден се стават. Не сега ќе ги извадиме, после 2 недели, после 3 недели ќе ставиме, за да не дојде до зараснување на дупчето. И граѓаните согласни дека на Благовец најмалите женски дечиња треба да имаат обетки на ушите. Се верува дека нема да имаат болки во нив. Одамна. Одамна, ше мои деца кога беа мали, уште тога ставаа на Благовец. Носи се на... Да, носи се кај у здраве дом. Однесе се кај сестрите со боца таму, они со игличка и после стават ги обечките. А кај златара може ли? Може и кај златара, носат ги дам. А вие на вашите внукички не керкиш ли ставате? Ставаме, да. Убаво ли е така да се става? Убаво е женско, дете се личи са и машки да стават не на женските. Личи си. За многу години. Хвала, ќерката денеска ми е имен ден. Благи заe. Хвала. Ставале сме. На внуки? На внуки, да. Ставале сме, ставале. А знаете ли зашо се става или нема определено? Па да не се подјутува на Благовец. Нели за тоа викат дека постарите така кажуваат. Да не му се подлјуте ушето, да не му заболе, да отече. Практикува ли се тоа? Практикуваат още бебиња ги носат. Дека се носат? Па кај златарите. Па става се како не. На Вајден? На Вајден, баш да. на Благовец. На Благовец става. Носили ли сте ги вие вашите деца? Носили сме ги, да. Треба ли бебето одно само што ќе се роди? Не мора, не мора. Може и по-касно. 3-4 месеца, 5 нека на Годинка. Па и по-големо може. Може Да, и до годин, ако е сега роден. Да. Нека е за многу години. Нека е за многу години. Инаку ставањето обетки на Благовец трае со години наназад, па според верувањата оваа практика е со цел да не се разрануваат ушите на бебињата и со цел мајката Божија Богородица ги чува, предпазува, закрилува како блага и човеколюбива мајка над сите останати.